Талибанците соопштија дека ненадејната одлука на американскиот председател Доналд Трамп за откажување на мировните преговори за ставање крај на војната во Авганистан ќе резултира со нови загуби за Америка. Претходно Трамп неочекувано ја откажа неделната средба со лидерите на талибанците во Кемп Дејвид. Администрацијата на Трамп се обидува да ја натера бунтовничката група да и се приклучи на афганистанската влада, наместо да ја собори, и да ги врати дома американските трупи од војната што се одолговлекува веќе 18 години. Трамп во саботата твитна дека ја откажал тајната средба поради нападот на талибанците во четвртокот во Кабул, во кој загинаа 12 лица, меѓу кои и американски војник. Но некои од неговите критичари се прашуваат зошто Трамп воопшто ги покани талибанците во Кемп Дејвид, и тоа само неколку дена пред годишнината од нападите на 11 септември врз Соединетите држави, кои талибанците ги поддржаа. Американскиот државен секретар Майк Помпео ја бранеше одлуката. Поранешниот секретар за одбрана Джеймс Матис, кој како маринец ги водеше американските трупи во Авганистан, веднаш по нападите врз Соединетите држави пак изјави: I would say that all wars eventually come to an end and I salute efforts to try to end that war. Трамп долго време сака да стави крај на американското учество во Авганистан со оглед и на големите трошоци – 30 милиарди долари годишно. Мировните преговори за Авганистан се во мирување, а Вашингтон соопшти дека нема да ги повлече трупите од регионот. Талибанците сега контролираат повеќе територии отколку во кое било време од 2001 година.